Добре деде за Зеки Рамчилович. Вие сте еден од 8 пратеници кои гласаа за уставните промени. И сега, моето прво прашање е со оглед на многуте информации кои доаѓаат. Се говори дека има притисоци, закани, уцени. Како се чувствувате? Слободно? Имате обезбедување? Дојдовте со обезбедување во студиото? Да. Вака, најпрви само би ве коригирал, рековте кој гласал за уставните промени. Ние не гласавме за уставните промени, ние гласавме за процесот, за потребата од отварање на уставот за некои уставни промени. Да, така да гласањето за уставни промени ќе биде многу, има и процедури, меѓутоа и сето она што се договоривме да се надевам дека ќе биде дел од тие уставни промени. Инаку нема да се повлечете во идните гласања. Па се надевам дека нема, меѓутоа сето ова е процес кој што зависи од повеќе фактори и од тој аспект ние тие барања што ги доставивме за нив стоите за нив? Да, секако беа запознаени, така да прелиминарно значи беа прифатени од власта како можност, и да некои работи условно кажано се подобрат, а нема да има, да кажеме, ефект врз договорот, врз оние делови кои што се предвидени во договорот. Да. Но секако, пак викам, тоа е процес кој зависи од повеќе фактори и верувам дека сите ќе останеме на зборот кој што го дадовме, а со цел да подобриме некои работи и да овозможиме да Македонија да го фати чекорот и да продолжи да не стоиме во место или не знам, дури бевме во ситуација кога јас размислував дека секое друг чекор би бил со многу далеку сежни штетни последици за нашата држава. Инаку ова што рековте што се однесува до вашата сигурност, безбедност. Мислам најнормално се чувствувам сосема и безбеден и слободен, дури и повеќе од тоа, бидејќи Министерството според нивни за внатрешни работи, според нивни оперативни сознанија предвидело одредени мерки со кои што дури и не обезбедуваат, иако сметам дека, мислам дека иако имаше така, повише на социјалните мрежи може имаше одредени реакции отколку што не знам во реалната јавност што постои, значи може би се креираше и нешто друго, така да од таа страна дури и добар дел, значи не добар дел, туку најголемиот дел од населението, вклучително и помеѓу македонскиот народ, не зборуваме за другите заедници каде што поддршката е далеку поголема, сепак се работи за сензитивно и чувствително прашање и разбирливо е што имаше реакции, но во глобала сите ние разбираме дека во светот во кој што живееме не сме сами, дека сме еден дел и тоа многу факт е дека сме многу мал дел, реално мала држава во која што во сите тие глобални процеси мора да го најде своето соодветно место за да продолжи да функционира, за да им се овозможи и безбедност и сигурност и подобар живот на граѓаните. Да. Мислам тоа е првенствено. Значи не трпите закани, освен оние реакции на Facebook. Да, и тие се минимизирани со оглед на тоа што преземени се некои чекори, дури мислам веќе и кон одредени лица, така да можеби и тоа влијаеше да и тој дел спласне онака да не сепак е непријатно чувството без разлика, мислам дали е реална, условно кажано, не знам, заканата или што и да е. Добро. Ајде сега околу плановите. Кои се вашите планови на оваа група која истапи? Од ВМРО. Така. И дали има секакви информации, се предпоставува дека ќе се формира нова пратеничка група? Плановите, прво она што е најважно е јавноста тоа мора да го знае дека ние сме единствени во било кој поглед, имаме постојана комуникација и буквално првенствено ние како да овој процес да успее. И како да она што сме ги поставиле како барања, значи, да не кажам да заживеат, да бидат дел и од уставот, меѓутоа и сето она што ја прави Македонија така доста, и факт е дека е поделена во сите сфери, и етнички, меѓутоа и политички, многу од сите аспекти, во сите, да кажеме, дури и во парламентот на некој начин, кај што веќе 2 години никако може и не успеавме да
Јас не сум, прв мандат ми е пратеник, меѓутоа секогаш нешто се случуваше да не може да се направи и една добра релација помеѓу позиција и опозиција како што било и порано. Имало политички недоразбирања, меѓутоа имаше моменти кога воопшто и не се комуницираше, така да и тој дел е еден од барањето во врска со националното помирување кое што и ние го ставивме како услов, но врз основа на тоа што и премиерот се заложи дека такво нешто е спремен да направи. Околу помирувањето подоцна. Сега Да. ме интересираат овие средби на луѓето кои стапија од ВМРО и гласа за. вака, Имате постојано средби, да. имавте и синоќа средба. Па имаме, континуирано имаме средби. Добро. Значи, Единствени сте, нема поделби како Не, што велите во нема претходно? нема никакви поделби околу тоа. Гледаме да не направиме и ние некои избрзани чекори. Во комуникација сме и со релевантните фактори кои што го водат процесот, така да сите чекори значи ги правиме предпазливо, се со цел и помеѓу нас да остане единството, но и да не дојде до некоја си, не знам, загрозување условно кажано на процесот. Она што го прашувате, значи во самата група, значи јас и Владанка сме како дел од коалицијата, јас од Сдружение Авас на бошњаците, Владанка Авировиќ од Социјалистичка и 6 пратеници од ВМРО. Ние, значи, тоа е веќе со сите оние нели што ги направија чекори, ние мораме, сакале некеле, да действуваме прво таква и процедурата како самостојни пратеници, па после веќе како самостојни, бидејќи сме дел од пратеничката група на ВМРО, ќе во наредниот период, бидејќи тоа е мое мислење и јас го застапувам и дури да беше баш меѓутоа пак викам, ние гледаме да за сите работи да донесеме заедно одлука, инаку јас сите тие чекори многу побрзо би ги направил, бидејќи во собрание Кои чекори? Па конкретно конформирање на пратеничка група, бидејќи Нова пратеничка група. Бидејќи за да функционирате во собрание, неопходна е пратеничка група, за да имате и некои и служби што ќе ви помагаат. Така да сметам дека тој чекор само временски можеби ќе се одложи, но во собрание не а од друга страна сте дискомуницирани и не можете да функционирате, бидејќи ние веќе кога на тој начин ние планираме да, мислам, тоа ни е целта и јас и не само овој процес, туку и понатаму да ќе делуваме како опозиција, не дека власта нешто посебно направила за овој изминат период. Да, во ред, она можеби сите целата енергија фрлила на овој процес. Ќе соработувате со ВМРО ДПМН, тоа значи кога велите ќе делувате како опозиција? Ќе соработуваме со сите. Ќе соработуваме со сите тие што сакаат да соработуваат. Меѓутоа ќе настапуваме, има работи кои што можат, кај што можеме и ние да помогнеме понатаму и во некои законски решенија кои што би значеле подобрување во одредени сектори. Така да во секој случај викам како опозиција за тоа што она што ние мислам дека е и потребно, не ни е целта нам, не мислам ни најмалку некој нешто сега, не знам, позиции, власти слично. Буквално ни беше целта да Македонија излезе од овој и јас така дури еднаш кажав, буквално не знам, нешто беше наместо да се разбудиме во хаос, ние се разбудивме, значи во почеток на решавање на една криза. И верувам дека така ќе продолжи и тоа ни е во моментот најважно. Добро, тесно соработувате со сите пратеници, ја споменавте Владанка Авировиќ. Кој би бил координатор на таа пратеничка група? Се гледате вие? Вака, значи, дури, пошто и не е тоа, нема да биде голем, ако гледаме да бидеме сите заедно. Значи, и координаторот и она како, и да бидеме понатаму како пратеничка група, не ни е целта да, како што прават големите партии, да, не знам, имаме некој центар од кај што ќе ни кажуваат, па да наметнуваме некои мислења, па координаторот да истапува можеби со ставови кои што туку на некој начин координаторот само ќе биде тој што нашите заеднички ставови, размислувања како помала пратеничка група би можел да ги пласира и од таа страна и најмалку е битно кој ќе биде. Воопшто не се гледам себе си како координатор. Буквално најважно е ова што тргнавме
процесот да заврши успешно. Добро, ајде сега, имате средби со оваа пратеничка група, со ВМРО ДПМН, дали имате средби? Обиди за средби? Па добро, во собранието што комуницирате најнормално? Па добро, зависи на како гледате дека и во ВМРО ДПМН има и без нас други така поделби кои што излегува на површина. Има многу различни размислувања, значи и таму и кај пратениците, значи некои се свесни за ситуацијата, дури да кажам и она честитаат на одважноста и храброста што ја покажавме, меѓутоа други сметаат дека сме го направиле, не знам, можно најлошо во дадениот момент за се направиле предавство, така велим Мицковски и дел од пратениците. Но ни најмалку не е тоа така, мислам, ако се земе ситуацијата во која се наоѓаше Македонија, доволно е тоа што раководството на ВМРО ДПМН дојде во ситуација да буквално, не знам, не да оствари некоја посета или кога доаѓаат некои од надвор, од меѓународната заедница значајни личности, да дојдете во ситуација да нити да се видат со вас, да немате телефон каде да отворите надвор, не може така да функционирате. Дури не може ни некого, дури е смешно да ве нарече некој предавник кога вие не сте излегле со став. Ајде оставиме сите погрешни чекори што беа направени од страна на раководството на ВМРО ДПМН во изминатиот период, меѓутоа и по огласањето на пратениците немаше одлука нити од извршен, нити од централен, значи како најголема политичка партија, воопшто немаше одлука од највисокото раководство, што е, не знам, така да од таа страна не знам на кого се повикуваат, меѓутоа проценките што ги прават, значи навистина се лоши. Во оваа ситуација која што бевме, требаше да се вклучат со можност за подобрување. Верувам дека доколку се вклучаа и во овој момент ќе имаше можеби уште некои плюс решенија. Ние колку што успеавме, прво како поединци, па потоа веќе и како група кога се формираше некоја, како да кажам, не знам, критична маса која што смета дека е подобро да се влезе во процесот отколку да самиот целиот процес пропадне, бидејќи немаше алтернатива понудена. Ајде, околу, велите, имало одважни и храбри пратеници од ВМРО ДПМН кои сепак ви честитале. Имате комуникација со нив, предпоставувам. Имате ли средби и покана да влезат во таа идна ваша пратеничка група? Тоа се неформални средби, па на некој начин зависи од човекот, и меѓу човечките односи не мора сите исто да размислуваме. Јас не знам, така да не можеме да го кажеме од тој аспект. Сега, многу зависи како ќе се одвива процесот. Според мене, дали ќе има и други пратеници што би влегле во... За тоа што дали со овие што се во врска со гаранција на македонскиот идентитет, особено е битно тоа да успееме да се изменаџира, значи, промената на името за внатрешна употреба со интеграцијата на Македонија во ЕУ. Тој дел и секако делот за националното помирување, кој што верувам дека тоа веќе деновиве дека и околу тоа ќе имаме некоја дефинирана, почиста слика за што се работи, за да можеме да очекуваме подршка и од некој друг од пратениците од опозицијата. Тоа би значило дека би ги поканиле во евентуалната, односно идната пратеничка група. Поканата важи во секое време. Јас сега не можам од таа страна пратениците што се мои колеги, они себе се гледаат во ВМРО ДПМН. Одлуката која што си е донесена на извршена за исклучување е сосема, мислам, и нелегитимна, нема начин на кој што и врз основа на што. Немаше ни одлука, како што реков преска, за некој став од партијата како да постапуваат пратениците, од друга страна те разрешува, иако може да треба тоа треба да иде на друг начин, директно, после пола сат. Мислам, само покажува како дека нема демократски капацитет во моментот. И тие пратеници се чувствуваат така и они веруваат дека ВМРО ќе го надмине ова и дека тие со раководство кое што ќе биде, како и од секогаш, прозападно ориентирано, кон ЕУ, кон НАТО, со
odredeni promeni во начинот кај што нема да се гради авторитарен модел на лидер, туку со некои демократски други процеси во самата партија, дека и тие понатаму само ќе дојде време кога ќе бидат пак дел од ВМРО-ДПМН. Меѓутоа, тоа се процеси за кои што јас, иако во овие 2 години функционирање како коалиција и со некои договори, разговори и начинот на кој што јас како Бошњак, како, не знам, граѓанин на Македонија директно, кој што не сум растел, не знам, како повеќето со партијата, не би можел да кажувам околу тој дел, но секако сметам дека и ова ќе се надмине, дека ВМРО ќе се врати на некој начин вистински курс, каде што ориентирано кон запад, со посветено на економијата и реформите. Така. Но ако тоа не се случи, има ли индиции дека би ја напуштиле тие луѓе пред некој од нив, тие одважни, храбри за кои говорите, да ја напуштат претеничката група на ВМРО? Ќе видиме. Ќе видиме. Не мислам не можеме сега во овој момент, пак викам, зависи од овие први чекори сега, кога ќе излезат и нацрт амандманите и координативното тело веќе кога ќе направи од таа рамка потребна што е, мислам дека понатаму како ќе се одвива процесот, така и ќе биде поизвестно во кој правец ќе делуваат поединци. Добро. Околу таа ноќ како изгледаат тие притисоци, закани, преговори во претеничката група на ВМРО-ДПМН? Имаше секакви информации, шпекулации за пари, за понудени амнестии. Сега вие зборувате во претеничката група на ВМРО што не гласаше или што гласаше? Делот од претеничката. Да, како прво изгледа притисоците, а подосна ќе... Не знам, јас навистина не знам за какви притисоци постојано зборуваат, бидејќи она што беше, значи, разговарано и со колеги, и со одредени, значи, представници од власта, што од извршната власт, од меѓународниот фактор, значи повеќето беа поединечни. Јас можам да зборувам за себе, бидејќи она што е битно за да се формираше на некој начин оваа група, се разговараше сега со повеќе, да не кажам веројатно и со сите, бидејќи навистина важноста на самиот процес го бараше тој, и најдобро ќе беше сите. Кој со кого разговараше сега? Па еве, јас кажувам за мене, значи добро, со вас кој разговараш? Разговара и со колеги пратеници, меѓутоа и со луѓето што ги знам што се во извршната власт, но кога целта она што мене ми беше важно, кога видов како политичката одговорност што ја носам во моментот дека може Македонија со својот глас, не дај Боже да ја доведам во многу тешка ситуација, се одлучив на овој чекор. Понатаму веќе следеа оние што би можело да се направи за да се вклучам во тој процес, за да го подобриме тој процес. И во тој дел јас дури имав некои барања и за како припадник на заедница по 20%, нели, кај нас така се делиме, те по 20, те на 20% и слично. Јас сакав да во ова влезе и промена во уставот во делот на кај што стои бројот на пратениците од 120-140, да се гарантира дека тие 3 места кои што се за диаспората, уште 17 да бидат за етничките заедници по 20%. Добро. Но, да кажем, понатаму, како што се веќе беше координацијата, веројатно и они си правеле со тоа јас што сум го кажал, сигурно и они имале координација, меѓутоа дојдовме до овие 4 барања понатаму, каде што буквално со цел да не го оптеретуваме процесот, бидејќи и други имале одредени барања, еве излегуваат во јавноста, нели и сега одредени од албански политички блок со одредени барања. И јас се повлеков во тоа со тоа што очекувам да во наредниот период, па во изборниот законник нешто се регулира, да сепак пратениците од етничките заедници по 20%, значи утре кој да биде пратеник, ќе биде пратеник, да не биде во ситуација како што сум јас или тие претходните, туку со целосен интегритет кој што ќе самостојно ќе седне и ќе преговара за сите отворени прашања. Добро, јас кога ве прашав за притисоци, мислев и на притисоци од страна на ВМРО-ДПМН. Имавте ли? Во мојот случај не. Во вашиот случај немавте средба, немавте разговор со Мицковски? Имав средби, имав разговори. Добро. И како изгледаат тие разговори? Што се однесува
до мене сосема коректно. Јас моето мислење го знаат и повеќето од пратениците. Кога веќе во мене се преломи тоа што е поважно за еднината на оваа држава, доколку ќе се формира луѓето што слично размислуваат со мене, тогаш јас, ако има таква група, јас ќе бидам, значи тоа го знае, јас ќе бидам тој осмиот, ако е, јас ќе бидам тој. Доколку не, во ред нема да сега не знам, уствари немаше логика да меѓутоа очекував дека ќе има повеќе што ќе влезат во процесот со цел да во уставот ние се обидовме нешто, можеби би имало и уште некоја идеја плюс, што би била добра. Како го договоривте гласањето вие осумнината? Имавте посебни средби претходно? Кога решивте дека ќе гласате за? Таа ноќ решивте? Не, дента веќе беше известно за гласањето, дека ќе гласаме и тука веќе немаше она сега. Очекувавме можеби да има уште некој пратеник плюс, кој што во тогаш без разлика што се сложуваат со ова, дека сметаат дека е добро, дека ќе се некои гаранции и она што не е предвидено во случајов со договорот нема да му штети, а може да има одредени поволности за Република Македонија. Што се случи со тие пратеници за кои се предпоставуваше дека и тие ќе бидат двајца, тројца? Едноставно, јас мислам дека не се во прашање некои притисоци, меѓутоа дека сепак се одлучиле, се создаде таква, вие знаете, имаше пратеници кои што излегоа на референдум, иако тоа беше сосема легитимно, па беа осудени на јавен линч. Да. Се создаде една во јавноста таква една што да кажам атмосфера, каде што притисокот беше голем, од таа страна и притисокот голем. Во кој смисол притисок? Па од мислењето за какви закани станува? Не. Тој дел притисок значи дека луѓето сметаат готово изгубивме државата. А од друга страна се поставува прашањето доколку ова не се случеше тогаш што ќе биде со државата. Добро. Така да тука не верувам дека имало. Јас за мене зборувам сериозно, значи нити од едната, нити од другата страна. Значи разговаравме. И ВМРО ДПМН така галантно и џентлменски го прифатија тоа. Што се однесува до мене, можеби сум јас и во некоја друга ситуација како дел од АВАС кој што сметаше бидејќи на референдумот бошњаците во најголем дел. Значи гласа за можеби тука процентуално се и најмногу од ако се споредат со другите етнички заедници, барем таму каде што може да се види некоја споредба, бидејќи е неблагодарно за тоа што живееме во мешани средини и сметавме дека е тоа, ајде да ја почитуваме и волјата на бошњаците во тој дел. И имаше уште една работа што кај мене беше исто значајна, веќе не сум ја споделил во јавноста, прв пат ја споменувам, бидејќи ние зборувавме доколку волјата на македонските граѓани и пред се на македонскиот народ. Ќе ја почитуваме и ние како здружение. Меѓутоа референдумот не успеа, тоа е факт. Не помина, цензуси има рамки. Доаѓаме во ситуација дури и кога се гласаше за дневен ред. Океј, и тогаш бев против и со цел надевајки се дека лидерите ќе смогнат сила да седнат и да направат нешто, се договорат дека ќе ја разберат сериозноста на ситуацијата. Тоа не се случи. Понатаму доаѓаме во ситуација каде што и беше и гласањето, таа наша како луѓето со кои што се работува мислење дека треба да ја почитуваме волјата на македонскиот народ по ова прашање, како директно најзасегнати во случајов со промената на името на државата, бројот на пратениците македонци во собранието. Исто така најголемиот дел од македонците, значи веќе кога е дојдено до тоа, значи предлог од влада собранието да одлучува, тогаш волјата на македонскиот народ во собранието е јасно изразена. Каде што имаме најголем број македонци како народ, ја поддржа оваа одлука, додека помалиот број 38 беа против. И плюс еден од од српската заедница, како му доаѓа тоа се 39. Добро. Беа против. Така да и од таа страна некако сите за одлуката што ја зборувам за мене за гласање за, значи се одвиваше во едни коректни рамки, интерес на Македонија, бошњачкиот народ и секако она што го застапува најголем дел во случајов во собранието процесот од
pripadниците на македонскиот народ како пратеници. Добро, околу ВМРО ДПМН со целата состојба, колку фракции има во ВМРО? Па јас и преска за некои работи кажав, меѓутоа не можам директно да и така помалку бев вклучен во сите овие процеси од кога избран новиот председател. Така да не би можел да кажам, инаку очигледно е дека има луѓе кои што истапија со своји ставови, можеби дел од нив и јавно кажам и со право. Исто и јас и договорот, мислам секогаш кој е договор нормално не е идеален, меѓутоа се направија многу погрешни чекори и ајде преговорите, меѓутоа пред се распишувањето на референдумот, тука е најголемиот тука да можеше да се направи нешто за да се тоа биде подобро и поддржано од буквално сите пратеници. Излегоа сега и одредени пратеници каде што се гледа дека поради се тоа што се случуваше во минатото не може да влезе да го поддржат процесот, но од друга страна се против ова што се случува начинот на кој што се води партијата. И тоа е очигледно и од пратеници, сега дори нели и од одредени видни членови на партијата, исклучувања, вакви, такви. Но во секој случај јас сметам дека сето тоа ќе за кратко време, неколку месеци, дека ВМРО мислам дека ќе се врати на вистинскиот колосек, вистинскиот правец, ќе ги надмине овие проблеми. Кој знае кој е вистинскиот колосек за ВМРО ДПМН? Па јас добро. Да. Кој има одлучувачки збор, има различни информации во ВМРО ДПМН, дали тоа е Груевски, Мијалков дека ја изгубил битката, се разбира, не значи тоа е и војната, тоа се информациите дека Мицковски е сушност продолжена рака на Груевски. Па не знам, не верувам. Мислам дека председателот Христијан Мицковски дека со нормално луѓе со кои што се тука што се работува дека во главном сменето е и извршниот и ред, нема многу тука стари лица дека од старото раководство и мислам дека одлуките во најголем дел се лично негови на луѓето што се најблиску до него, не сметајќи ги сите овие што порано, и Груевски. Не сметате дека Груевски е лидер во сенка? Па искрено мислам дека не. Мислам дека не, бидејќи без оглед што колку со оглед на тоа што вие или не знам можеби се тоа што за Груевски се јас сепак ако се погледат одредени политички чекори дури би мислел дека он другачие би настапил во даденава ситуација. Моје мислење. Без оглед на тоа што тој не е исклучен од партијата Мијалков без оглед на тоа што остана почесен председател. Па добро, ние го зборуваме за нешто за што ни јас не сум само чисто како свое некое видување, свое мислење, чисто со прашање да ви одговорам, зарем не мислите доколку беше исклучени, како што кажувате за тоа што не го исклучија да го исклучи и Груевски, дали ќе тогаш веќе можеби некои процеси во ВМРО ќе случаи многу побрзо. Сепак Груевски ја водеше партијата без малку, не знам сега колку си, 15 години, може и на власт беше 11-12 години. Сепак тоа е и релативно сега има погрешни чекори, меѓутоа и многу добри работи има направено што се однесува од економски аспект за Македонија. Така да веројатно поголеми потреси, друга дебата, веројатно големи потреси ќе имаше да се случеше такво нешто. Затоа ви викам дали да сте за економските успеси на Македонија, тоа е веќе друга дебата. Корупцијата и криминалот доволно говорат и тонењето на земјата. Реков имало грешки, но нормално сакав да кажам пак за некои можеби моје мислење дека другачи може грешам. Јас пак реков Не се согласувате со ставот на реформистите дека најголемото зло во ВМРО ДПМН е Груевски, односно груевизмот, кој ги заробил всушност Па не знам, членовите. пак тоа повеќе го знаат оние што на некој начин не знам, растеле со партијата, биле вклучени во сите процеси и веројатно они тоа подобро го знаат. Но мислам дека не. Ама сепак не се чувствувам да моето мислење е релевантно. Вие немате никакви контакти со Груевски? Немам, јас така, не сум, дури немаше ни прилика, не знам сега, ако кажам кога, навистина и сум заборавил кога имавме последен пат некоја средба и така. Единствените контакти ги имам ако негде се сретнеме
и се поздравиме, некои други случајно се среќавате? Немаше, значи нема некоја официјална комуникација, буквално со... Добре, неофицијална нека биде. Па и неофицијална, да се договараме, да кажеме, како некоја средба, не. Ајде околу шпекулациите за понудената амнестија на одредени пратеници. Кој е вашиот став? Ете, вие рековте шпекулација. Ние гледаме, значи, во врска со 27 без оглед да мислам да не зборувам за и го осудувам секако тоа што се случи. Меѓутоа, во дадениот момент мора да се направи нешто каде што би дошло и до национално помирување, меѓутоа и да на некој начин... Сега говориме за амнестија. Дури ВМРО ДПМН имаше соопштение, јавно обзнани дека се залага за закон за амнестија на учесниците на 27 април. Тоа беше уште јануари, баш и гледав нешто скоро. 5 јануари ќе направиме предлог закон за амнестија, предлог закон. Да, но и сега веќе и јавно го обзнанија. Се согласувате ли? И тоа беше јавно. Сега ова, знаете на што ми личи? Сега ние сакаме да направиме нешто што колку што е можно подобро, со цел да не сега да не навлегуваме во оној дел каде што буквално не може се ни да се прости, ни да се може би амнестира и слично. Свесни дека ќе има позитивен процес. Ајде ние сега ќе излеземе со предлог закон до кој што пред 3 дена пред тоа вика ние не бараме амнестија, него правда. Не ни треба амнестија, па излегуваме сега ќе има. Предходно ставови имаше исто негде јули, август беше, буквално има изјави каде што и председателот на ВМРО ДПМН Мицковски вика дека за некои обвиненија не е можно да се даде амнестија, каде и он не бара целосна амнестија, така да не можам да го сватам тоа како сериозна намера да им се помогне на луѓето, бидејќи таму има луѓе кои што навистина и во целиот тој процес може би еуфорично, може би се нашле некои таму. Има, според мене, и некои што воопшто не се ни виновни. Има секако и што направиле крупни чекори кои што загрозиле безбедност. Но вие сте против амнестија, колку што можам да го разберам. На сите учесници во 27 април. Да отворени се сите, значи, можности што и како да тој процес доведе она што е суштина на некој начин да има релаксација во односите во државата. Сметаме дека тој настан ќе го овозможи тоа. Сега, што и како во наредните денови некои работи ќе се додефинираат, меѓутоа ова е чисто само за да му се наштети на процесот со ова што излегување со предлог закон, со ова, со она, а веќе сте имале можност без малку година дена да го предложите. Што подразбирате под амнестија, што подразбирате под помирување? Па видите дали вака, ги идентично ги гледате овие два процеси? Не се идентични, а во многу точки се судруваат, затоа што ќе има тука некои други елементи во поглед на помирувањето, но секако за да биде и тој дел ќе мора тоа некако да се регулира законски, а амнестија е еден од начините каде што може одредени дела или комплетно да се тргнат, одредени да се намали казна, да се има можности, дури самиот термин амнестија ако се земе да се толкува, што се све под неа се подразбира, и тоа е широк поим, не само како помилување, помирување, исто така како многу поширок, но со цел да нему некои можеби аспекти ги знаме подетално, меѓутоа со цел да гледаме да тој процес биде успешен, наредните денови верувам дека ќе имаме и подефиниран и појасна слика. Да, добро, јас ви благодарам за ова интервју, господин Лебичевиќ. Ви благодарам на поканата и можноста да ги искажам своите размислувања и ставови.